Најнапред благодарам на медиумите што одвоивте време и дојдовте да ја кажам и да го слушнете ставот на Социјалдемократскиот сојуз во однос на објавената снимка од италијанскиот медиум. Најдоброто место за таквата изјава е нормално пред Белиот дворец на ВМРО-ДПМН, што всушност представува символ на криминалот, представува символ на корупцијата, но од причина што деновиве сум во мојот роден град во Струмица, каде со граѓаните ги разговараме околу мерките, околу мој ДДВ, со земјоделците разговараме околу мерката зелена нафта, со што преку која мерка добиваат 30% поевтина нафта за земјоделска механизација. Сепак, должни сме пред граѓаните да излеземе со јасен став и околу ова прашање. Почитувани граѓани, нема правда, нема мир. Од ова начало, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија никогаш нема да отстапи. Како што ветивме, докрај ќе се бориме и ќе го вратиме правото и правдата во Република Северна Македонија. Уште еднаш ги охрабруваме и бараме правосудните органи да ги расчистат сите околности околу актуелниот случај. Истрагата бараме да се забрза од надлежните институции кои мора да дадат целосни одговори за сите актери кои учествувале во противправни дејствија, како и да даде одговори за поттикнувачите, организаторите и осмислувачите на овој случај. Особено е важно да се дадат аргументи и одговори за тоа кој се е вклучен во овој криминал и од кои се предмети што се истражуваат, кој прави напори да се спаси. Никој не е и нема да биде заштитен. Никој не е, ниту нема да биде поштеден во Република Северна Македонија. Јавноста има право да ја знае вистината. Се што се случува, вклучувајќи ја и денешното објавување на снимка, е дел од однапред подготвено сценарио. Сите мрачни сили се впрегнати во поништувањето на правната држава и загрозувањето на евроатлантските интеграции на Република Северна Македонија. Убедени сме дека на крајот вистината ќе излезе на виделина. Ќе пропаднат очајничките обиди на саботажа на истрагата или за нечив спас од истата. Напротив, уверени сме дека овие подземни обиди само ќе ја забрзаат истрагата и ќе ја интензивираат и ќе ги извадат на површина сите актери и учесници во случајот Рекет. Христијан Мицкоски, дублерот на Никола Груевски, кој со недели се обидува да инкриминира функционери од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, многу јасно и гласно го прашуваме. Дали погрешниот таргет на опозицијата е обид да ги прикрие сопствените траги? Со кои двајца од луѓето кои што имавме прилика да ги видиме во видеото, тој лично разговарал? Кога се случиле таквите разговори? Во какви сделки е доколку разговарал со луѓето кои се гледаат на снимките? Дали и што примил на рака? Кој ги лиферувал снимките во италијанскиот медиум? Го подсетуваме и Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМН на зборовите на нивниот вистински шеф Никола Груевски. Вистината е како шило, кога тогаш ќе излезе на виделина. Или тој ќе одговори на поставените прашања од наша страна, или
одговорот со сигурност ќе стигне од друго место. Ви благодарам.